Седници по однос на жалбата и жалбените наводи на одбраната за, мислам дека беа 7 обвинети за изречени мерки на предпазливост. Сите имаше мерки на предпазливост, јавување во определено време во судот кај шалтерски работник и одземање на патната исправа. Аргументите на жалбата беа дека не се индивидуализира посебно спрема секој обвинет, дека ова се луѓе кои што никогаш нема да дојде во судир со законот, немаат намера да бегаат и нешто слично. По однос на ние во одговор на наводите овде на јавната седница кажавме дека, имајќи ја предвид фазата на постапката, незината целисходност, индивидуално гледано за секој од обвинетите е предложена соодветна мерка со која сакаме да ја заштитиме постапката, односно незината брзина и всушност она што Законот за кривична постапка го предвидува како процесни мерки за обезбедување присуство на обвинетите и непречено водење на постапката. Ги изнесовме аргументите кои што стојат на наша страна, како што кажав и они во жалбените наводи, и сметаме дека судот ќе ги потврди првостепените решенија. Имате ли сознание прво дали вие ги примивте решенијата за притвор од апелација, дали имате сознание пак и дали одбраната, односно конкретно обвинетите кои што добијат притвор имаат добиено, дали веќе почнаа да течат роковите за жалби пред Врховниот суд, дали има некакво одолговлекување, избегнување, имате ли сознание? Ние ги примивме решенијата со кои што се определени мерки притвор. Во тие решенија е наведено дека притворот ќе се реализира веднаш од кога ќе станат правосилни. Сметам дека во овој случај тоа е добро што е притвор, да беше решение за куќен притвор, не знам додека станат правосилни кај ќе ги чувавме обвинетите, дали можеби кај соседите. Меѓутоа, по однос на она дека дали примила одбраната и дали жалбинце уште не ми изјавил. Значи не знам, немам увид во тоа. Обвинителе, денеска споменавте за дел од обвинетите дека кои што работат во Агенцијата за разузнавање, дека постојат сомневања дека патувањата кои што ги вршат, претпоставувам, дали имате сознание дека и после извршувањето на кривичното дело имале контакти со лицата за кои што споменавте дека имале силни врски? Не, лицата и действијата на извршување кои им се стават е заради контактите и врските и сето тоа што после е производ на действијата кои што се преточени во кривично дело од нивна страна со во конкретниот случај со дел од обвинетите денеска со жителите од Пустец и од Косово. Нивните врски сигурно не се раскинати и тие нормално е да ги одржава. Добро, конкретно, дали има можност, дали имате сознание дека се одолговлекува примањето на решенијата за да се одолговлекува и целата постапка? Лично не верувам дека тоа е меч со две острици. Ако одолговлекуваш да примаш нешто, тогаш е аргумент дека ти одбегнуваш, тоа е дополнителен аргумент по однос на мерката притвор. Така да не верувам дека ако дека во тој дел ќе играат.